Си биле тројца браќа. Немале ни мајка, ни татко. Биле сираци и биле многу сиромашни. Еден ден тргнале по селата да најдат работа по туѓите имоти. Оделе, кога пред нив се појавил еден дедо. Стар, со брада, бела и до појас. Старецот ги прашал браќата. Каде одите, деца? Одиме да бараме работа на некој имот, одговориле браќата. Па, зарем вие немате свој имот? Не, немаме. Само кога би нашле некој добар домаќин, честно би работеле кај него и би го почитувале како татко. Старецот малку се подзамислил, па им рекол. Па, добро, ајде да ми бидете синови, а јас вам татко. Браќата се согласиле и тргнале со старецот. Оделе, а по патот виделе куќа. Убава, беличка, со шарени цветови. А зад куќата вишнова градина. А во градината девојка, убава, весела, исто како цветовите. Ја погледнал најстариот брат и рекол: да си ја земам девојкава за жена. И крави, и волови ке имам. Старецот му одговорил: ајде де, ке одиме да се посватиме. Нека ти биде жена, па и крави и волови ке имаш. Живеј среќно, но на правдината не заборавај. Отишле тие, ја запросиле девојката и направиле весела свадба. Станал домаќин најстариот брат и останал да се живее кај жена си во куќата. А старецот и двајцата браќа тргнале понатаму. Оделе и по патот виделе куќа. Убава, светла. Покрај неа река, до реката мелница, а во мелницата девојка си седи и си работи. Ја погледнал средниот брат и рекол: да си ја земам девојкава за жена. А како мирас да ја добијам мелницата и реката. Би седал во мелницата, жито би мелел и би бил сит и задоволен. Старецот му одговорил: ајде де, нека биде по твое, синко, среќно, но на правдината не заборавај. Отишле тие, се посватиле, направиле весела свадба, станал домаќин средниот брат и останал да се живее кај жена си во куќата. Тргнале понатаму најмалиот брат и старецот. Си оделе тие така и виделе една сиромашна куќарка, а од неа излегла девојка, слабичка, но многу убава и со мило лице. Најмладиот брат рекол: да си ја земам девојкава за жена. Би работеле заедно и леп би ваделе. Ние би јаделе и на другите би им делеле. Не би ги заборавиле сиромашните. Старецот му рекол: во ред, сине, само гледај, не заборавај на правдината. Го оженил и него и си тргнал по патот. Браќата си живееле со жените. Првиот многу се збогатил, па куќи почнал да гради и пари да собира. И само мислел на тоа како повеќе пари да збере. Но да даде на некој сиромашен човек,
не станувало збор, многу скржав станал. Средниот исто така убаво си живеел. Кај него работеле наемни работници, а тој само лежел, јадел, пиел и наредувал. Најмладиот пак си живеел мирно. Се што ке донел дома, со другите го делел. А ако немало ништо, не се жалел. Старецот одел по светот, одел и еден ден посакал да види како живеат синовите и дали се праведни. Се преправил во просјак, дошол кај нестариот син, влегол во дворот и се поклонил, па рекол: "Дајте ми нешто да каснам и да облечам добри луѓе." Синот одговорил: како да не, стари? Ако сакаш, заработи си, заминувај." Најстариот син имал изградено нови куќи, во куќите на полиците имал многу храна, а пари? Пари имал колку ти душа сака, но милостина не дал. Заминал старецот со празни раце, стасал до едно ритче, се завртел кон куќата и само што ја погледнал, таа се запалила. Тргнал старецот кај средниот син. Дошол кај него и гледа дека и мелницата и реката станале поубави. Си седел синот во мелницата. Старецот се поклонил и рекол: "Дај ми, добар човеку, барем грст брашно, сиромав сум и немам што да јадам." Да бе, одговорил средниот син. "Многу ги има како тебе такви што се шетаат тука." Заминал старецот со празни раце. Стасал до едно ритче, се завртел кон куќата и само што ја погледнал, таа се запалила. Дошол старецот кај најмладиот син, а тој пак се живеел скромно во малата, но чиста куќичка. "Дајте ми, добри луѓе, барем корка леб," замолил старецот. Најмладиот син му одговорил: "Оди, деде, во куќата, таму ќе те нахранат и за попат ќе ти дадат." Отишол старецот во куќата, домакинката го најала, го напила, а потоа го погледнала, целиот бил во партали, па и паднало жал. Го отворила шкафот и му дала и нова кошула и нови панталони. Старецот ги облекол и кога почнал да ја соблекува кошулата, домаќините забележале дека на градите има голема рана. Најмладиот син го прашал старецот: "Дедо, зошто имаш таква рана на градите?" Наскоро ќе умрам од неа. Ми остана само еден ден живот." "Каква несреќа," рекла домакинката. "Нема ли лек?" "Има," рекол старецот, "но не може секој да го даде, иако секој го има." Тогаш домаќинот рекол: "Зошто да не го даде? Кажи кој е лекот?" Тешко. Ако домакинот ја запали својата куќа, со се во неа и со пепелта од куќата ја покрие мојата рана, раната ќе се затвори и јас ќе продолжам да живеам." Се замислил најмладиот син. Долго се мислел, па и рекол на жена си: "А ти што мислиш?" "Па," рекла жената, "друга куќа ќе направиме, а добриот човек ќе умре и повторно не ќе се роди." "Па ако е така, извади ги децата од куќата." Домакинката послушала. Синот ја погледнал куќата и му паднало жал. Но кога погледнал во старецот, уште повеќе се нажалил. И веќе не се мислел. Ја запалил куќата. Вивнал голем пламен и куќата ја снемало, но чудо!
На неизино место веднаш се појавила друга куќа, бела, висока, убава. Дедото стоел и се смешкал под мустаќ. Гледам, сине, дека само ти од сите тројца не си заборавил на правдината. Живеј со среќа. Тогаш синот го познал својот татко. Тргнал по него, но му немало ни трага ни глас. Раката што дава не се суши. Дај милостина за гревовите да ти се простат. Добрината со добрина се враќа.